6 лица под сомнение за трговија со дете во случај поврзан со организирање и реализирање незаконско посвојување на бебе. Осомничените се од Скопје, Куманово и Тетово. Александар Самарџиев. 6 луѓе се осомничени во вознемирувачки случај на трговија со деца и добија домашен притвор, откако полициска истрага открила дека е направено незаконско посвојување на дете. Според МВР во случајот се инволвирани 63 годишна жена која ја искористила својата положба на згрижувач на деца и уште едно женско лице на 57 години. Тие се договориле да ја избегнат законската процедура за посвојување. Се обраќале кај парови во тешка материјална состојба, а очекувале дете. 57 годишната жена ги убедувала да земат пари да искористат и некои бенефиции, но да го дадат на посвојување нивното бебе. На тој начин успеале да ја убедат С.Ј. на возраст од 35 години која живеела во вонбрачна заедница со низиниот невенчан сопруг И.А. 38 годишен од Тетово, за финансиска помош од 500 евра и бесплатни гинеколошки прегледи да реализираат незаконско посвојување на нивното новородено бебе. По отпуст од болницата, С.Ј. и низиното бебе биле прифатени од 63 годишната Ф.А. и превезени до нивниот дом каде пристигнале пријавените И.Ш. и Дж.Ш. и во својство на посвоители го земале бебето и го однеле во својот дом. Сиромаштијата не смее да биде причина дете да стане предмет на договори. Секој дете има право на заштита, достоинствени постапки кои ги спроведуваат исклучиво во негов најдобар интерес и согласно законските процедури, вели Драги Змијанац, председател на организацијата Прва детска амбасада Меѓаши. Особено загрижува фактот што во случај на споменуваат лица кои имале контакт со ранливи семејства и кои наместо подршка наводно искористиле нивната состојба. Ова отвара прашање за ефикасноста на системот за рано препознавање на ризици, за надзор врз згрижувачите и други форми на грижа, како и за улогата на сите институции кои биле должни обврзно да реагираат. Одговорност мора да има за секој што учествува во било кој дел при незаконско посвојување, без разлика на неговата функција, вели Змијанац. Овој случај е предупредување дека државата мора многу повеќе да инвестира во поддршка на сиромашни ранливи семејства. Центрите за социјална работа треба навремено да ги препознаваат семејствата во ризик, да обезбедуваат советување, материјална психосоцијална поддршка и да спречуваат семејствата да станат жртви на манипулации и можни криминални мрежи, особено за трговија со деца. Минатата година обвинителството за гонење на организиран криминал исто така откри жена згрижувач која извршила незаконско посвојување на новороденче за дури 5000 евра. Овој случај беше откриен откако билошката мајка се предомислила, па побарала новороденчето да ја го вратат, но била одбиена од посвоителите.